Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3. Вечерва по повод денешниот празник, денот на македонската револуционерна борба, имаме гостин во студио со кого ќе поразговараме токму околу сите историски аспекти на овој најнов можеби празник во македонската историја. Професорот доктор Никола Жежов од Филозофскиот факултет, продекан на факултетот. Професоре, добро вечер, добре дојдовте. Се надевам во титуларот не сгрешив ништо. Не, добро. Добро вечер уште еднаш. И би сакал да ви се заблагодарам за поканата за учество во емисијата и да ви посакам успех во новата сезона во вашата нова телевизиска куќа. Да, навистина убаво од ваша страна, со гледачите навистина споделивме многу позитивна енергија и ја чувствуваме ние таа сега во моментов, па некако еве само што стартува вториот ден веќе имаме и празник. Професоре, сакам следново да ве прашам. Овој празник самиот наслов кажува се и мислам дека човек и дури да не навлезе по некој инстинкт треба да му е јасно барем од некои минимални патриотски чувства што значи овој празник. Нема човек во оваа земја кој не знае дека овој народ, оваа Македонија поминала навистина макотрпен пат додека стигнала до ова. Многу крв, многу жртви, многу борба. Но по патот многу работи се заборави. Многу работи беа тргнати на страна. Имаше многу калкулации. Јас се вака ви нафрлам како еден обичен гледач. Знам многу работи. Гледачите се повеќе ги интересира македонската историја, кои се јунаците, кои се героите. Ке се појават сега новинари кои идат патешествија, па спомнуваат, се наоѓаат паметници, некои кои говорат за некакви се востанија овде, востанија онде. А овој празник треба сето тоа. Од Турско, од Втора светска војна, наназад, нанапред, сите оние кои се бореле за Македонија да го прославуваат. Како најдобро да им го објасниме на луѓето, еве, што е овој празник во суштина? 23 октомври 1893 година е ден кога е формирана Македонската револуционерна организација. Таа организација во колективната свест на македонскиот народ е запаметена сепак под името Внатрешна македонска револуционерна организација. На овој ден, 23 октомври, фактички се создаде една илегална вооружена сила која што за прв пат го постави отворено решавањето на македонското прашање на еден таков начин што требаше да се создаде автономна, односно независна македонска држава во нејзините етнички и географски граници. Тоа е главното политичко начело на Македонската револуционерна организација. Навистина таа на првиот тој неформален состанок на шестмината нејзини основачи тргна во една конспиративна форма. Значи, не толку масовна. Се предвидуваше првин начелата на организацијата да бидат поставени од неколку македонски интелектуалци кои што требаше да имаат задача да ја расшират организацијската мрежа на МРО на целата територија на етногеографска Македонија. Значи, внимаете, етногеографската територија на Македонија, бидејќи Македонија тогаш беше во рамките на Отоманската империја. На последователните неколку состаноци што следува и беа поставени вистинските контури на оваа организација. Таа по својата природа беше илегална, револуционерна и си го постави како главно начело ослободувањето на Македонија по пат на едно вооружено востание, кое што требаше да биде подготвено во годините што доаѓаат. Малку само мала регресија пред да продолжите. Што е разликата, бидејќи не почнува македонскиот отпор од формирањето на внатрешната македонска револуционерна организација, но што тоа формирање дава таа голема и значајна промена? Дали организацијата, дали донесувањето првпат на правци, влезот на интелектуалците, што е во суштина разликата од претходното па од формирањето на организацијата? И пред 1893 година имало бунтови, востанија, Разловечкото, Кресненското востание. Да. Значи, таа организација не се формира така наеднаш без да има некакви корени назад во историјата. Но значењето е во тоа што за прв пат сега имаме организирана сила која што излезе со јасен концепт.
за решавање на македонското прашање, без никакви двојби, без никакво двоумење. Создавање на автономна македонска држава, која што требаше да биде едно предворје вовед во создавањето на независна македонска држава. Во тоа е значењето. И предходно и пред овој датум во македонското револуционерно движење имало интелектуалци кои што го воделе. Но овој пат тоа стана масовна појава, ако можам така да се изразам, затоа што и во самиот прв централен комитет на МРО сите беа интелектуалци. Лекари, професори, наставници, учители. Доктор Христо Татарчев беше лекар, првиот председател на Централниот комитет. Антон Димитров беше наставник, Христо Батанџиев наставник, Даме Груев исто така професор наставник, Иван Хаджи Николов книжар од Солун, што значи дека се работеше за една група на македонски интелектуалци. Тие плашејки се таа организација во стартот да не биде откриена и уништена од страна на отоманската власт, на работата придоа многу конспиративно. И затоа организацијата до 1895-96 година можеби немаше таква голема масовност. Таа постепено се ширила на целата територија на Македонија, најпрви низ македонските села. Значи, први во неа се зачленувале исто така учители кои што околу себе создавале јадра од ново членство, претежно тоа било селанството. Како одминувало времето, се повеќе во организацијата се вклучувале луѓе од градските слоеви, занаечи, трговци, богати луѓе. Ова е концепт. Ова е концепт на делување, така професоре? Да, апсолутно. Дали користеле некакви, дали едноставно времето и околностите ги терале така да работат, или денеска се знае, нели, ирското движење за независност користело од начинот на борба на ВМРО, познати, таму се познати низ Северна Европа многу револуционери македонски и така натаму начинот на нивната борба. Дали и они исто така користеле некакви узори или начини или принципи на работа и така натаму, или едноставно тоа што било можноста на терен, теоријата на можното, нели, делување, така ги терало да делуваат. Тоа не ми е јасно од делот на историјата, инаку, нели, го знаеме повеќето од нас каде и како делувале. Навистина, овие македонски интелектуалци на почетокот користеле примери од делот веќе слободните балкански народи, кои што имале своји држави. Но исто така тие биле и под силно влијание на социјалистички, анархистички идеи. Голем дел од членството на ВМРО подосна било образувано и школувано низ Западна Европа. Што значи виделе што се случува во светот, се обиделе дел од тој пример да го пресликаат на територијата на Македонија. Но што е значајно? Сепак оваа организација по своите начала е автохтона, произлегува од внатрешноста на Македонија. Затоа и терминот внатрешна, уште на почетокот тие милувале да се нарекуваат ние внатрешните. Од таму излезе името внатрешна македонска револуционерна организација, за да се направи јасна дистинкција од сите балкански држави. Значи, главното начело на оваа организација било дека Македонија преку оваа организација треба да се ослободи сама, без помош на ниту една од балканска држава, без помош на ниту од една од големите сили. Колку тоа да звучи утопистички, тоа била главната мисла која што ги водела овие македонски револуционери. И навистина, заради чистотата на таа идеја, е и толку големата масовност и прифатеност кај македонскиот народ, но и кај останатите националности на територијата на Македонија, кои што Македонија ја чувствувале како своја татковина. Таа не е еднонационална организација. Во неа членувале и власти. Ниту Македонија била еднонационална земја. Апсолутно. Во ниеден период од своето постоење. Значи таа ги опфаќала сите незадоволни елементи од турската власт во Македонија, дури ниту против обичниот турски народ. Декларативно не се изјаснила, туку против великопоседниците, против темелите на отоманската држава, кои што ја држеле Македонија во една таква робска положба. Таквото чисто начело предизвикало организацијата да стане општо прифатлива и за период од само неколку години да прерасне како држава во држава. Зошто револуционерна?
Видете, затоа што во низините програмски документи, во правилникот, во уставот и јасно стоело дека ослободувањето на Македонија треба да се случи по вооружен пат, преку едно масовно вооружено востание кое што требало да се подготви за еден догледен временски период или во оној момент кога ќе созреат општествено-политичките услови, затоа што овие македонски револуционери се обидувале да ја согледаат меѓународната положба. За волја на вистината, тогаш Македонија немаше сојузници за правилно решавање на македонското прашање и многу се внимавало околу тоа. Таа организација е револуционерна затоа што за само неколку години, согласно нејзините програмски документи, започнаа да се формираат комитски чети како основно јадро на вооружената сила на ВМРО. Значи, првин тие биле помали, и броеле некаде од 5 до 10 членови, како одминувало времето, комитските чети нараснувале до 20 до 30 луѓе. Тоа почнувало од тие селата од каде што се диспрезирала влијанието на организацијата, од таму потекнувале или имале центар кој ги кој ги командувал, кој им ги давал насоките на организирање, како и така натаму, тоа е исто така малку непознато. Главните инструкции ги давал Централниот комитет. Значи, тоа е строго централизирана организација. Так. Наредбите доаѓале од Централниот комитет. Потоа се ширеле на окружните, на околиските, па на местните и на селските комитети, што значи имаме една иерархија. Сложена структура на организација успеала да се. Апсолутно. Колку време им требало таква една сложена и силна структура да успеа да воведа? Рековте дека многу лесно и многу брзо народот тоа го препознавал и го прифаќал. Сигурно тоа не било со принуда. Апсолутно не. Влегувањето во организацијата било на доброволни начала, но тој кој што сакал да се зачлени во организацијата морал да положи клетва. Клетва пред отворено Евангелие и вкрстени револвер и кама. Значи, се колнам во честа името и Господ дека ќе работам за ослободувањето на Македонија, а ако го изневерам тој принцип, да бидам казнет со овој револвер и оваа кама што ги бакнувам. Значи, едно многу свечено зачленување. Тоа зачленување обично се правело ноќно време, бидејќи организацијата е конспиративна, далеку од очите на турската власт. Амбиентот најчесто бил селска црква во присуство на поп, затоа што знаеме дека тоа е едно време кога православната христијанска религија играла доминантна улога во животите на населението во Македонија. Но и овие луѓе, иако биле револуционери и анархисти, имале силна вера во Бога. Апсолутно. Христијанската религија и православието било важен, доминантен елемент. Не пресуден, но многу важен. Затоа што верата играла клучна улога во животите на луѓето на населението во Македонија. Тоа било многу значајно. И кога сме кај тие моменти, исто така треба да се каже дека многу се внимавало на вооружувањето. Вооружувањето се собирало од доброволни членски влогови, кој колку можел да вложи. Добро. Значи, кај се купувало? Оружјето обично се купувало од Бугарија и тоа преку канали кои што организацијата со тек на време ги востановила, се внесувало во сите окрузи на организацијата. На почетокот организацијата имала конципирано 6 до 7, понекогаш се менувал бројот на окрузите во зависност од условите, и се имало добро организирани и легални канали за прифаќање на тоа оружје. Токму во еден таков случај, во обид да се пренесат бомби како примерок, да се видат како изгледаат, затоа што се уште не знаеле како изгледаат тие бомби. Навистина. Во 1896 година, што значи 3 години по основањето на ВМРО, турската власт за прв пат ја открила таа конспиративна мрежа преку една позната афера, така наречена Донева афера. Познат е случајот на македонската јавност со фаќањето на Дончо Штипјанчето, за кого што се испеа голем број на народни песни заради неговото херојство. За прв пат тогаш отоманската власт во Македонија увидела дека во Македонија се кови некаков заговор против нејзиното владење. Но интересен е случајот што Доне Стојанов Штипјанчето и покрај сите измачувања херојски издржал и не подкажал ниту едно име. Замислете ако го подкажал Гоце Делчев, а инструкциите оделе токму преку Гоце Делчев, мрежата на ВМРО можела уште во старт да биде уништена од страна на турската власт. Тоа е еден прв случај. А се уште немале до тогаш уште немало преземено акции.
ова е со години градење на мрежа, на структура, на инфраструктура, на снабдување со оружје, на подготвување, така? Да. Да дојде кулминацијата после 903-та, нели? Така. Мислам, многу интересно што, знаете што ме фасцинира, професоре? Затоа што во едно поднебје, каде што комуникацијата е рудиментирана, изворот на информација е толку минимален, зборот има тежина и значење како никогаш, нели, во нашето битествување, особено во вакво едно организирање, каде што не само животите нивни, туку и на целиот народ биле воведени со толкаво внимание и да се има таква храброст и пожртвуваност и да се човекот го подал Дончо Штипјанчето, го дава својот живот свесно. Мислам, тоа тој преживел. Се извинувам. Да. Сакам да кажам, што фасцинира у тоа време? И уште такви визионерски да се гради нешто, трпеливо, со години, да не се презема, за да се стигне до... Затоа што тоа покажува една висока свест и очигледно дека потребни се интелектуалци, дека не можеш ти апансас да дигаш едно востание кое ќе направи во моментот да ги среди какви што ги биле предходните, нели, кога ќе зоврело, не можело повеќе, ќе го дигнеш, ќе се и на крај како и секогаш било задушено. Так. Фасцинира далекогледоста на нивните политички водачи, интелектуалци на организацијата, да тоа го градат постепено, да не се улета, да не се... Мислам, навистина чудесно време. Апсолутно се согласувам со вас. Единствено организацијата во тие години интервенирала во случај ако се појавил некој локален разбойник кој што ги угнетувал луѓето во одредени краишта на Македонија и за да се покаже дека организацијата има сила, во тој случај таа интервенирала преку ликвидација на тој разбойник. И како не успевале до тогаш да бидат откриени тие 3-4 години додека првпат дознава Отоманската империја? Па видите, навистина конспиративноста била на едно многу високо ниво. Навистина се внимавало на секој чекор како ќе се гради организационата мрежа, каде ќе се шири таа, пулсот на луѓето внимателно се опипувал. Значи, се до 1897 година, кога избила една нова афера, организацијската мрежа на ВМРО останала воопшто недопрена од страна на турската власт. Единствено се интервенирало кога треба да се ликвидира некој локален разбойник или кога требало да се ликвидира некој, да кажеме, доушник или човек кој што решил да оддава одредени организациони тајни. Во тој случај организацијата немала милост и немилосрдно ги казнувала предавниците. Со тоа покажувала дека и покрај тоа што е таа невидлива, е присутна меѓу широките народни маси и внимателно ги наблюдува сите работи. Навистина е редок пример за конспиративна организација во светски размери, во европски размери. Голем дел на револуционерни ослободителни движења во 20 век учеле од принципите на дејствување на внатрешната македонска револуционерна организација. Тоа слободно можеме да го истакнеме и еден историски факт. До организацијата се во ова го работи и го проширува своето делување до моментот на кој можеме да кажеме моментот на кулминација? Дали е тоа или 903-та, веќе конечно кога почнува? Па видите, и пред точно кулминацијата е за време на Илинденското востание, но и пред Илинденското востание имало жестоки судири на комитските чети на ВМРО со турска војска во одредени делови на Македонија. Фактички веќе се чувствувала таа предвостаничка атмосфера заради бројните провали, заради обидите на турската власт да ја провали организационата мрежа. Значи настапувале се поотворено и имало се веќе, не знам, предпоставувам ограбување на магазини, директен судир со турската војска и така натаму. Тие веќе и биле свесни, чувствувале дека се посилен отпор добиваат воен на терен тука. Да. Видите, положбата била неподнослива не само заради турската власт во Македонија, која што била таква како што била, тешка, туку и поради разните навлегувања на вооружени чети, пропагандни чети од страна на соседните балкански држави, кои што се обидувале на македонското прашање да му дадат грчки, односно бугарски, односно српски карактер. Особено во тој временски период, таму некаде пред Илинден, а особено по Илинден, силна била вооружената грчка андратска акција во егејскиот дел на Македонија. Така. Големи вооружени грчки андратски чети навлегувале во македонските села. Што е тоа андарска чета?
Па видете, тоа се вооружени чети составени обично од така наречени во наводници доброволци, кои што ја воделе така наречената, пак ќе речем така наречената грчка-македонска борба. Тие грците се обидувале на македонското прашање да му дадат грчки национален карактер уште од почетокот на 20-тиот век. Така. И токму тие андрски чети биле дури поопасни од турската војска, дури од башибозокот. Македонските села... Зошто? Па видите, тие кога влегувале на сила сакале да ги заведат македонските селани во грчката патриаршија, односно во грчката црква. Значи првин доаѓал попот, грчкиот поп, односно свештеник, да ги прекрсти. а по него доаѓале грчките андарти кои што со сила, ако не сакале, Ако не прифаќаш, ликвидација, следувале ликвидации. Голем број на македонци се убиени во тој временски период, но тоа од друга страна пак ја зацврстувало волјата и организацијската мрежа на ВМРО токму во егејскиот дел на Македонија. Костурско, Леринско и Воденско станале едни од најдобро организираните окрузи околии на внатрешната македонска револуционерна организација. Зошто отпорот бил најсилен таму каде што најмногу и се притискало? Апсолутно. Тука јас само како примери ќе ги кажам славните македонски војводи од Егејска Македонија: Васил Чакаларов, Лазар Поп Трајков, Пандо Кљашев, Атанас Кршаков. Ги има редица војводи. Тоа Костурско се претворило во бастион на македонштината во борбата токму против обидите за насилна елинизација на Егејска Македонија, односно грцизација. И навистина, само за пример ќе ви илустрирам колку грчката држава му придавала значење на таа борба против четите на ВМРО. Во Костурско, во почетокот на 20-тиот век бил донесен еден владика во Костур, Германос Каравангелис, грчки владика, кој што лично ја предводел таа така наречена грчка-македонска борба. И тој се обидувал што со пари да подмити голем дел од македонците да преминат во редовите на грчката патриаршија, што по пат на сила, што по пат со овие андратски чети, дури и убиствата што се правеле врз членовите на ВМРО, тоа била една вистинска војна, слободно можам така да кажам, значи тоа го поткрепуваат голем број на историски податоци, факти, аргументи, одела до таму што ако некој војвода на организацијата се убил, следувала една таква казна која што можела да влезе во аналите на светската криминалистика. Им се одрезувала главата на војводите и се шетала низ македонските села за да се заплашат селаните и да се откажат и од организацијата и да преминат во редовите на грчката патриаршија. Повеќето од нас ние ова го знаеме дека турците го правеле, но не и грците. Па видите, има една пословица која што вели турската власт не знаела за вера, но знаела за милост. А грците не знаеле ниту за вера, ниту за милост во тој временски период. Таа народна пословица отворено сведочи под каков терор се наоѓал македонскиот народ, особено во егејскиот дел на Македонија. Точно е дека и турската власт се вршила голем број на репресалии, но воглавном тие не биле правени од страна на регуларната турска војска, туку од страна на башибозуко, од разни арамиски чети, особено во западниот дел на денешна Република Македонија, во тие селски средини каде што тешко допирале органите на турската власт, ако можам да кажам. И дури потоа можам да го ставам на трето место навлегувањето на врховистичките чети на Врховниот македонски комитет, една конкурентска организација на ВМРО, која што се обидувала да ја истисне од територијата на Македонија. За жал, членовите на тие врховистички чети пред се биле македонци, иако имало обиди за помирување на ВМРО и на Врховниот македонски комитет, таа тивка војна, ако можам така да кажам, ситлеела се до годините по Илинденското востание и иако имало обиди за помирување, предизвикала такви конфликти што се одразиле подоцна и во редовите на внатрешната македонска револуционерна организација. Тоа зборуваме за по Илинденското востание. Од тука произлегуваат и многу контроверзии кои многу наши граѓани кои своето образование и општа култура и сознание за оваа земја го стекна во минатиот систем, каде што едноставно беа осудени, жигосени или историјата ги прикажа како крвници на македонскиот народ, непријатели на македонскиот народ. Денеска имаме нови сознанија, денеска имаме нов светоглед, има неколку личности за кои се води силна
повеќе, да кажам, емоционална, одошто интелектуална и институционална дебата. Јас би сакал, не знам, со вас, со интелектуалци, со историчари, да ја слушнам во живо, помеѓу вас 20-30, токму за овие историски личности да се поразговара во живо. Знаете за кого зборам? Зборам за еден Ванчо Михајлов, зборам за Тодор Александров, особено, нели, Тодор Александров сега и со споменикот негов поставување, како и, нели, сквернавењето на истиот со кукасти крстови и така натаму, што кажува дека поделеноста по некаква идеолошка линија која, нели, сепак влијанието од минатиот систем, за жал, влие и врз новите генерации. Значи, нема таа еволуција и кај другите за да се согледа дека Македонија не постои од 45-та, дека Македонија отпорот не го дала само во Втората светска војна, дека овој народ сериозно се организирал десетици, стотици години наназад и многу жртви има дадено. Спомнав две имиња, па еве Тодор Александров е доста интересен. Ја имав и едно долго интервју со еден ваш колега овдека во емисијата кој говореше течно навистина, но тоа е една огромна и обимна материја. Ја би замолил вас како историчар, што е контраверзата со Тодор Александров и зошто ние денеска го признаваме? Зошто минатиот систем го бришеше и го карактеризира како непријател на македонскиот народ? Што е суштината на проблемот тука? Пред да ви одговорам на ова прашање, еден краток историјат од 2-3 реченици, да, ако може. Не, и подолг, повелете. Имаме во емисијата, да. А јас навистина морам да кажам дека пријатно говорите. Ако мене ми е пријатно, предпоставам дека и на целата јавност е вашево излагање, мислам дека е интересно. Видете, корените на тие непријателства датираат од 1905 година, кога се одржал Рилскиот конгрес на ВМРО. До таа година ВМРО била монолитна организација. Иако внатре може би имало различни теченија, мислења, фракции, сепак била единствена. На тој Рилски конгрес македонските револуционери дебатирале, односно влегле во конфликт заради неуспешниот крај на Илинденското востание. Па имало обвинувања за тоа кој бил виновен за предвременото кревање на Илинденското востание, кој бил против интересите на организацијата. Дефинитивно, по тој... Историјата ли, дефинитивно ли кажува дека пред време е тоа направено? Без оглед на се, на епиката и епопејата и славата на хероите кои ги положија животите. Што вие како историчар го согледувате? Видете, јас мислам дека тоа востание е херојско востание. Апсолутно. Без разлика дали е предвремено или е навремено востание, се уште се водат многу полемики и дебати. Тоа е една херојска епопеја од современата историја на македонскиот народ и тоа никој не може да го побие. Да не беше тоа Илинденско востание, немаше да се слушне гласот на поробениот македонец во Европа и во светот. Тоа беше еден очаен крик на македонскиот народ, кој што беше доведен во позиција да се биде или не. Да го снема од картата на народите на Европа и светот или да постои. И единственото средство беше востание. Колку и да е тоа пребрзано, ненавремено, неорганизирано, иако знаеме дека дел од македонските револуционери... Светските медиуми известуваат токму за тоа. Апсолутно. Гоце Делчев беше еден од македонските револуционери кој што беше противници на тоа брзо кревање на востанието. И тој прерано загина како еден од главните идеолози на ВМРО. Но тоа што се случуваше во Илинденското востание тешко дека може некогаш да се повтори во македонската историја. 25.000 вооружени востаници против 300.000 на турска војска и башибозук. Па вие пресметете колкав е тој сооднос на востаниците и на турската војска. Изгора на тоа, Македонија нема никакви сојузници, затоа што тогашното европско јавно мислење нема интерес да ги промени границите на Балканот. Значи, нашите револуционери се наоѓаат во една очајна ситуација. Каде се бугарите? Нели бугарите толку заангажирани, романтичарски расположени спрема нашата историја и така натаму, врховистичкото движење. Каде се они кога сгусна? Не, видите, Бугарија како сега ја лаички зборувам, простете ми професоре, но мислам дека е прашање на место. Бугарија директно воопшто не се вмешала во востанието. Востанието е изведено самостојно со македонски востанички сили, претежно на плеките на внатрешната македонска револуционерна организација. И македонскиот народ. Апсолутно. Значи имаме ослободено повеќе делови, особено во југозападниот дел на Македонија, каде што востанието е најголемо. Значи Крушево,
познатата Крушевска република, ослободени малите градчиња во Егејска Македонија, Невеска и Клисура од страна на македонските револуционери предводени од Васил Чакаларов. Мојот колега спомна пред некој емисија на патешествија низ Македонија во Тиквешијата. Исто така... Тоа е малку подоцна, да. Ќе дојдеме до тоа сега кога почнавме за поделбите. Значи, токму таа 1905 година е клучна за овие поделби кои што се провлекуваат и до ден денеска и се отсликуваат за жал и денеска во македонската реалност. А велам дека нема потреба за тоа. Ќе објаснам зошто. Зошто? Се случува длабока поделба на организацијата на тој Рилски конгрес 1905 година. И имаме создавање на два табора, фракции и струи. Условно кажано левица и условно кажано десница. Зошто условно? Затоа што ниту едната, ниту другата фракција немале класични левичарски, односно десничарски форми на дејствување. Тоа ние историчарите го земаме како основ за да правиме дистинкција помеѓу двете фракции. А не дека биле едните марксисти, а другите... Не, апсолутно тука немаме никаква ниту левичарска, ниту десничарска идеологија. Тоа е прво едно кое што треба да го знае македонската јавност. Добро. Втора работа. Левицата како одминувало времето, се повеќе барала борбата за ослободување на Македонија да се води по легален пат. Во 1908 година, за време на Малотурската револуција, Јане Сандански, како еден од водачите на македонската левица во ВМРО, ја формирал првата политичка партија, Народната федеративна партија, која што учествувала на изборите и имала свои пратеници во тогашниот Малотурски парламент. После Малотурската револуција, голем дел од левицата се пасивизирал или се легализирал и се откажал од револуционерна борба. Тоа е за левицата. Десницата, условно пак ќе кажам, да не ме разберат погрешно гледачите, и понатаму се залагала да обстои на револуционерните средства на дејствување, по пат на комицки чети и веќе атентати, значи поголеми терористички акции и атентати. Токму во тие моменти, во 1908 година се одржал еден конгрес на организацијата, на десницата, и тогаш во редовите на десницата за прв пат се издигнало и се провлекло името на Тодор Александров. Значи, тој во 1911 година, во предвечеријето на Балканските војни, влегол во Централниот комитет на ВМРО. Левицата ја нема, десницата прогласува континуитет на предилинденската ВМРО. Дали има континуитет или не, тоа е веќе друго прашање, иако ден денеска се водат многу дебати. Но факт е, за тоа постојат огромен број на архивски фондови, документи, публикации, монографии, дека имаме печат на кој што стои Централен комитет на внатрешната македонска револуционерна организација. Тоа е времето кога Тодор Александров се издигнал во редовите на македонското револуционерно движење и бил една апсолутна фигура што доминирала од 1911 година до неговото убиство 1924 година. Тоа е еден период на драматични војни. Започнале Балканските војни, се случиле неколку поделби на етногеографската територија на Македонија. Најтрагична за нас е Букурешката мировна конференција, Букурешкиот мировен договор 1913 година. Тоа ви го кажувам за да ви доловам во каков амбиент дејствувала внатрешната македонска револуционерна организација. А за Букурешкиот договор, чија 100-годишница е до година, сакам малку подосна да поразговараме и поопширно. Повелете, продолжете со ова интересно излагање. Тодор Александров во периодот на војните привремено фактички тој и раководството на ВМРО ја расформирале ВМРО, затоа што имаме воени дејствија, таа не може да постои. Голем дел од војводите и комитите на оваа организација формирале една посебна голема вооружена формација која што се нарекувала Македонско ополчение. Внимавајте, таа броела 14.000 војници. Ополчение. Ополчение или полк. Полк. Ополчение. Или доброволство, некаде ќе го најдете. Добро. Ополчение. Добро. Таа се борела во редовите на бугарската војска, за жал. Но што е интересно? Пред самиот почеток на Првата Балканска војна, самостојно, внимавајте, самостојно четите на ВМРО и селската милиција на ВМРО ослободиле голем дел од населените места во Македонија од турска власт пред да дојдат сојузничките војски. Тоа представувало една иницијална каписла. Балканските сојузници, особено Бугарија, од страв дека ова огромна вооружена формација може да направи нешто друго, ја испратиле на фронтот во Тракија. Значи да не војува во Македонија, туку на фронтот во Тракија. И таму таа извојувала една голема битка против отоманската војска
која што била една брилјантна воена победа, но за жал повторно велам, далеку од Македонија поради стравот дека оваа огромна вооружена формација може да побара нешто поинакво решавање на македонското прашање. Например? Например, создавање на автономна или независна македонска држава. Тоа бил голем страв Кому му бил страв најголем? на бугарската држава. На бугарската држава. Таков е случајот и со Првата светска војна. Повторно македонците во надеж и овие поранешни комити и војводи на ВМРО дека ќе дојде некакво ослободување на Македонија пак како доброволци во редовите на бугарската војска. За жал. И тогаш се формирала една голема вооружена формација, 11-та македонска дивизија со 33.000 војници. Сите поранешни комити и војводи на ВМРО, но сега внимавајте и од левицата и од десницата. Значи немаме двојба сега. Важно било некако да се помогне во ослободувањето на Македонија. Завршува Првата светска војна. Се одржува мировна конференција. А они тоа мора да го направат затоа што Бугарија во тоа време е организирана и призната држава, Македонија не е, има своји институции, така, и она се бори за ослободување. Собствено, Бугарија имала веќе ослободена. Бугарија имала интерес да значи она имала и организирана армија, војска и така натаму. Се институции државни. И они затоа донесуваат одлука да делуваат во рамките на бугарската војска. Па затоа што Бугарија го дозволувала тоа од своји лукративни причини. Так. Од причини што сметала дека може да го искористи овој потенцијал за присоединување на Македонија кон Бугарија. Значи тоа се стари планови, тенденции на Бугарија. Такви планови имала Србија, Грција, но во Бугарија тоа е најеклатантно. Зошто ви го велам? Затоа што во Бугарија имате најголема и најбројна македонска емиграција. Согласно тоа и голем дел од македонските револуционери емигрирале по војните во Бугарија. А и често поради тоа многумина се повикуваат дека во тоа време повеќето од сите тие славни имиња дека биле бугари и дека ние имаме бугарски карактер како народ. Тоа е основата на пробугарските аспирации спрема Македонија, дека нашите херои биле бугари и се пишувале бугари и така натаму. Во суштина се работи дека во тоа време и не си можел во ниеден попис поинаку и да се изјасниш. Да. Си бил едноставно, кој те попишува, тоа те попишал што си. Апсолутно. Тие луѓе кои што живееле во емигрантски услови имале лични исправи во државите во кои што живееле. Ако живееле на државна територија на Грција по поделбата на Македонија, се разбира дека ќе имаат грчка лична карта, грчки патни исправи, бугарски патни исправи и така натаму. Значи тоа е многу важен момент, но Бугарија како држава не се обидува да го фалсификува само овој дел од македонската историја. Таа го присвојува периодот уште од доаѓањето на словените овде на Балканот. Тоа е една општа тенденција за присвојување, односно прогласување за бугарски на целиот дел од македонската историја уште од населувањето на словените на овие простори па до денешни дни. А интересно, и до ден денеска левицата ја обвинува десницата, поточно кај нас, дека заради низините пробугарски тенденции, а кои во суштина не се тоа, но се асоцира токму со овие личности што ги спомнавме како Тодор Александров. Видете, не е само случајот со припадниците на десницата. И припадниците на левицата во голем дел живееле во Бугарија и не смееле да се декларираат македонци. Јас тоа ќе го кажам пред македонската јавност, не дека ги обвинувам. Голем дел од припадниците на македонската левица станале бугарски државни функционери во одредени влади. Но тоа е одраз на историското време, поинаку и не можеле да прават тие. Замислите се вие во услови на еден емигрантски живот во главниот град на Бугарија, Софија. Како ќе постапувате? Морате да најдете најбезболно решение како да бидете поблизок до македонските емигрантски маси. Или ќе се пасивизирате целосно, или ќе се прилагодите на општествено-политичките услови. Значи, внимавајте... А тоа е да влезеш во системот. Апсолутно. Ние, како македонски историчари, не смееме да се претвориме во судии. Така. Значи, ние мораме да бидеме објективни, што е можно пообјективни толкувачи на историјата. Тоа се современите тенденции во сите историографии во светот. Не смееме да робуваме на старите стереотипи од периодот на комунистичкото едноумие. Јас се радувам што веќе дуваат нови ветришта во македонската историографија, затоа што каде се прави најголемата грешка? Кога се објаснува историскиот настан и се вади од контекст и се пресликува во денешницата. Тоа е огромна методолошка грешка. Огромна. Како и зошто е убиен Ѓорче Петров, например? Па видете,
Тоа е, да речеме, еден пример кој што вие го кажувате. Така, ама извадено контекст. Видете, Ѓорче Петров е убиен заради тие лични несогласувања внатре во македонското револуционерно движење. Голема е веројатноста дека дури и Тодор Александров може би ја наредил неговата ликвидација, или иако тој директно одрекувал дека наредил ликвидација на Ѓорче Петров. Но факт е дека некој од десницата ја наредил неговата ликвидација. Сега тоа е историски факт. Не можеме да побегнеме од тоа. Добро. Тоа е време на индивидуален терор, на несогласувања, на внатрешни противречности во македонското револуционерно движење. Но видите, ако тргнете така, тие внатрешни македонски братоубиства започнаа токму по наредба на припадник на македонската левица. Значи, по наредба на Јане Сандански во 1907 година беа ликвидирани Борис Сарафов и Иван Гарванов, кои што беа обвинети од него за пробугарска тенденција. И за жал, од тогаш почнаа тие меѓусебни физички ликвидации. Дали имале пробугарска тенденција? Што покажува, што имате вие како сознание, како историчар? Видете, за Борис Сарафов во последно време, а веќе мислам дека и многу познато, се објавија голем број на документи, монографии, излегува спомени. Борис Сарафов е една многу интересна фигура во македонското револуционерно движење, малтене слична, можеби по контраверзноста и со Тодор Александров. Тој за прв пат имал смелост од македонските револуционери уште во почетокот на 20-тиот век да се декларира како македонец по националност. Кога ретко кој од македонските револуционери тоа можел да го побара. Не како бугарин, како македонец. Не, како македонец. Дури таа негова мисла дека ние македонците сме посебна нација, внимавајте, нација, ја цитирале во своите списанија голем дел од македонските револуционерни организации и организациите на македонската емиграција. Значи, треба да се внимава како се објаснуваат историските настани и процеси. Тоа што се случувало тогаш, како внатрешни пресметки на левицата и десницата, никако не смее да се поистоветува со сегашноста. Тоа се сосема различни историски услови. Значи, ние треба како историчари да ги објасниме причините за тие ликвидации. И да се вратиме на Тодор Александров. Да, бе, Значи, Тодор Александров во едни такви услови по завршувањето на Првата светска војна се издигнува во најдоминантна фигура во македонското револуционерно движење. Најдоминантна. Тој во редовите на ВМРО ги вклучил сите идејни теченија, сите, левица, десница, анархисти, врховисти, продесничарски, пробугарски и така натаму. Се до неговата смрт 1924 година тој одржувал привидно единство во редовите на организацијата. Но за волја на вистината треба да се каже дека Александров, покрај револуционер, морал да биде и прагматичен. Тоа што го зборувавме сега. Морал да ги согледува политичките ветришта и да гледа што се случува на политичката сцена на Балканот, во Бугарија, во светот. Добро. Колку и да е контраверзен Тодор Александров, сепак воедно се согласни сите македонски револуционери во тој временски период. Тој е најавторитетна фигура во тој временски период. До 1924 година. Може би клучен момент е токму таа фамозна и злокобна 1924 година, кога македонските револуционери од сите идејни теченија повторно се обидуваат да седнат на една маса и да ги заборават сите непријателства, да влезат во редовите повторно на организацијата ВМРО. Тогаш, како покровител на тие преговори бил Советскиот сојуз, првата комунистичка држава во светот. И единствен предуслов за помош од Советскиот сојуз било да прекинат сите непријателства, да се откажат сите смртни пресуди, да се откажат сите атентати, се што било изречено како смртна пресуда и спрема кого? Спрема сите што биле осудени од страна на ВМРО со смрт. Така. И формално правно тоа било подпишано на хартија. Во мај 1924 година е подпишан еден манифест кој што требало да значи обединување. Но под подпишувањето на тој манифест имаме драматични настани, односно откажување на Тодор Александров од подписот врз тој манифест токму под притисок на бугарската влада, која веројатно му се заканила и по неговиот живот. Тодор Александров и покрај се бил убиен на 31 август 1924 година. Најверојатните претпоставки врз основа на документите, фактите, целата документација што имаме е дека убиството е нарачано од страна на тогашната бугарска влада. Што значи дека Александров станал опасен по бугарските државни и национални интереси. Тоа е клучна година за македонското револуционерно движење и за ВМРО како организација. Од 1924 година до 1934 година
Во редовите на ВМРО како клучна фигура се издигнал Ванчо Михајлов. Но веќе со Ванчо Михајлов политиката и работата е сосема поинаква. Ванчо Михајлов индивидуалниот терор го издигнал до совршенство, ако можам така да кажам. Кој кулминира со атентатот врз српскиот крал. Да, тоа е веќе кога организацијата е расформирана, но точно тоа е круна на действувањето на организацијата. До таа година, во тој период од 10 години, според некои статистички податоци, во меѓусебните физички ликвидации, од кои што претежно биле наредени токму од Ванчо Михајлов, значи не е веќе иста ситуацијата како со Александров, се убиени некаде околу 3 до 4 илјади луѓе. Тоа е една огромна бројка. Мислите на полициски джандарми, на агенти или Не, меѓусебно македонци. меѓусебно македонци? ВМРО во 28 година се расцепила на два дела. Едниот дел од организацијата останал со Ванчо Михајлов, а другиот со Александар Протогеров, вториот член на Централниот комитет на ВМРО, кој што исто така е убиен по наредба на Ванчо Михајлов. Тоа е еден од најтрагичните и најцрните периоди во поновата македонска историја. Некои дури го нарекуваат македонската Вартоломејска ноќ, иако траело подолго време, не е една ноќ, но само за илустрација ќе ви кажам дека само на 13 септември 1924 година за една ноќ се убиени неколку десетици македонски револуционери само во еден град, во Горна Џумаја, денешен Благоевград, токму по наредба на Ванчо Михајлов. Имам уште едно подпрашање за овој период, но ја мислам дека сега би било најдобро да направиме една кратка пауза, па ќе продолжиме со разговорот. Режија, одиме со реклами, веднаш потоа се враќаме со вас, почитувани гледачи. Почитувани гледачи, повторно во живо од студиото на Јади Бурек на Сител 3, професор доктор Никола Жежов, историчар, разговаравме по повод празников, денот на Семакедонската револуционерна борба, за формирањето на внатрешната македонска револуционерна организација, како позитивните, но и негативните работи што се случувале. Вистинска филмска историска драма се случува, еве вака како ќе ги дадете во едно сиже, иако овде се работи за неколку децении, но навистина драматична, особено оваа, како вие ја кажавте, македонска вартоломејска деценија, навистина трагично звучи. Па само дополнение, нели, колку има тежина и вистина македонските филмови од режисерите, Црно семе, таква една тежина, мачнина носат и самите наслови и книги кои се пишувани за овој период од историјата. Но да немаме забуна, македонските револуционери и покрај овие внатрешни борби, тие на терен го бранат македонскиот народ од влијанијата. Рековте, влегуваат чети од Грција, влегуваат чети, веќе сме ослободени од турците, така, но сега е слободна територија, ослободена територија врз која, нели, аспирации појавуваат со ново робство. И особено тука се појавуваат на терен србите. Има една работа, ние научивме со србите да живееме, си простивме многу работи, но во тоа едно простување не сакавме да ги согледаме или признаеме тие работи. Има една реченица од еден стар човек што ја слушнав на времето. Турците за 5 века што направиле, тоа србите за пар децении, па дури и повеќе. Зборам дека воопшто и они не биле благи на оваа територија и врз овој народ. Бомбардирањето на Неготино, срамнувањето со земја, со топови од ВОЗ 1900, јас ќе ми простите. Значи, и тоа е еден исто трагичен период каде што влијанијата. Тука се, нели, и подпишувањето на Букурешкиот договор со кој дефинитивно се поделува Македонија, за кој, нели, после, откако ќе ни дадете, еве, сакам со овој период кој ќе го раскажете и опишете, да стигнеме и до Втората светска војна, а потоа да одиме и на Букурешкиот договор. Видете, навистина во Балканските војни Македонија за еден многу краток временски период доживеа неколку поделби на својата територија. Наместо долго очекуваната слобода, автономија или независност, турската власт во Македонија била заменета со нова, со тројна, четворна власт. По Првата Балканска војна, најголем дел од Вардарска Македонија, географски кажано,
влегло во рамките на српската држава. Источниот дел на денешна Македонија, Пиринска Македонија и Источна Егејска Македонија под бугарска власт, а централниот дел во Егејска Македонија и западниот под грчка власт. Тоа е првата поделба на Македонија со Лондонската мировна конференција. Во тој период меѓу првата и втората Балканска војна се случуваат токму овие настани за кои што и вие споменавте. Тоа е во историјата познатото така наречено Тиквишко востание, кое што било кренато токму од страна на четите на ВМРО. За еден краток временски период, од околу недела дена, од самостојно четите на ВМРО ослободиле два града, Кавадарци и Неготино. Ја отфрлиле српската војска од овие места и формирале привремена самоуправа на овие два града. Зошто го потенцирам ова привремена самоуправа? Бугарската историографија ние го користиме денеска, вие историчарите? Науката треба да го користи. Науката треба да го користи. Досега бугарската историографија се обидуваше да докаже дека тоа е наводно бугарско востание, но ве уверувам, во ниту еден документ не стои дека бугарска војска дошла и ослободила овие два града. Чети на организацијата, Чакаларов, понатаму Евстати, Ѓакон, Милан Ѓурлуков, голем број на комитски чети, концентрирани на тој терен. Значи, немаме бугарска војска воопшто овде пред почетокот на Втората Балканска војна. Тоа се однесува и за еден друг настан, во Западна Македонија. Многу оспорувам во поранешната југословенска историографија, додека бугарската пак му припишуваше исто така наводен бугарски карактер. Тоа е Охридското востание или македонско-албанскиот бунт во Западна Македонија, исто така против српската власт. Во септември 1913 година, од страна на четите на ВМРО и албанските бунтовнички чети биле ослободени Охрид, Струга, Дебар и повторно била воспоставена привремена самоуправа на во тие градови. Значи, на општинските згради се вееле знамињата на организацијата. Немало ни бугарско, ни српско, ни грчко знаме. Тоа се факти, тоа се аргументи, а знаете, некогаш пред вистината и боговите молчат. Многу важни настани се тие во македонската историја. Зошто? Затоа што македонскиот народ, а и ВМРО, кое што со сите неизини фракции и струења, не се согласувало со поделбите на Македонија и покажала голем отпор кон тоа, без разлика на начинот на кој што го изразувала тоа незадоволство. И ние не смееме да го негираме тоа, затоа што со премолчувањето на овие настани во нашата историја или со поинаквото толкување, едноставно ја вртиме водата на останатите балкански воденици. Значи, не смееме да се откажуваме од делови од македонската историја. Колку тие и да се контраверзни, колку и тие да се спорни, тоа се делови само од македонската историја. Добро кажано. Ако така се однесуваме, ќе не ценат и другите од надвор, а ќе се цениме малку повеќе и самите внатре во Македонија. Значи, тоа е една моја констатација која што се обидувам постојано да ја потенцирам. Нема потреба ние како историчари, бидејќи тоа е професија, како и секоја професија, како професија електричар, снимател, режисер, историја, тоа е многу чувствителна професија. Ние имаме многу одговорна позиција во македонското општество. Вие гледате и самите колку можат со одредени изјави историчарите да ја потпалат атмосферата. Јас сум против тоа. Значи, напротив, треба да резонираме со многу студени глави, со многу разум, да си ги користиме нашите факти и аргументи. Еве едно логично прашање. Организацијата, според историските податоци, била доста јака, одлично организиран. Како она не успеа да се наметне 913 кога се подпишува Букурешкиот договор за поделба на Македонија помеѓу Србија, Бугарија и Грција, македонската револуционерна организација да биде застапена таму? Видете, ќе ви кажеме интересен податок во врска со тоа. Да. Голем број на факти и аргументи беа објавени од покојниот професор Ванче Стојчев, кој што работеше многу на таа проблематика. И морам да кажам само на гледачите дека 4 пати беше гостин во оваа емисија, Бог да го прости. Да. Човекот навистина остави изворедни дела, македонската воена историја и преведена и на англиски и на македонски, а остана неговиот син да го објави последното дело, а тоа е
Букурешкиот договор. Македонија по Букурешкиот мировен договор. Договор, да. И Добро. во кој го анализираше во потполност Букурешкиот договор. Ве молам, продолжете ја мислата. Па видете зошто е тој толку трагичен момент. Апропо вашето прашање кое што вие го кажавте за односот на ВМРО кон Букурешкиот мировен договор. Таа во целост го негирала Букурешкиот мировен договор. Дури тој пробугарски определен дел во македонското револуционерно движење и во ВМРО отворено негодувал против тоа и испратил праќал апели, петиции, декларации до бугарската држава зошто го дозволила сето тоа. Но биле поканети, она што ме интересира историски, биле поканети само државите, а ние бидејќи не сме имале организирана, формирана држава, затоа и не сме биле воопшто на таа маса, така ли? Таму имаше еден македонец, за жал. Во бугарската делегација, како член на македонската делегација, беше Симеон Радев. Симеон Радев, од македонско потекло, интелектуалец кој што изгради брилијантна дипломатска кариера во бугарската држава. Тој сега 2012 година, односно неговиот син објави спомени токму за видувањето и сеќавањата на Симеон Радев на Букурешката мировна конференција, бидејќи тој таму бил присутен, присуствувал и впрочем и го потпишал Букурешкиот мировен договор, за жал. Во една од неговите сеќавања стои дека внатрешната македонска револуционерна организација отворено и нејзините дејци негодувале против поделбата на Македонија и дури упатиле повици до Симеон Радев како можел да се согласи и во чие име да биде член на една бугарска делегација која што требало да потпише поделба на Македонија. Поделба на Македонија. Тој таму истакнува дека Христо Татарчев, иако тој тогаш не бил толку многу активен, првиот претседател на Централниот комитет на ВМРО, отворено му се спротивставил и велел дека не може да се отстапи од принципот на автономија. Но за жал Радев му одговорил дека историските околности биле такви и дека тој е член на бугарската делегација и впрочем за жал е единствениот македонец без разлика во која делегација, во овој случај во бугарска делегација, кој што го потпишал Букурешкиот мировен договор и неговиот потпис стои таму. Дали е ова рамно на Квислиншкиот потпис? На потписот на Квислинг? Видете, бугарската историографија го величи тој чин. И го величи Симеон Радев, бидејќи тој бил изградил една брилијантна дипломатска кариера во редовите на бугарската надворешна политика. Зборам ние кои ги сносиме последиците од тоа, бидејќи Бугарија и бугарската држава нити зема одговорност, нити некога земале одговорност за овој народ и слично, туку како они го согледува. Видете, бугарската држава, како они го согледува, тоа знаеме и дека ќе го величат. Но како македонскиот народ и револуционерната организација го карактеризира. Еве и сега вие како историчари, како се согледува неговиот? Букурешкиот мировен договор е еден од најтрагичните моменти во историјата на Македонија. Слободно можам да го потврдам тоа. Дали и ден денеска ги чувствуваме тие последици? Апсолутно, последиците се тие што се и по 100 години. До година ќе во наводници ќе славиме, тоест не е ни јубилеј тоа, туку е еден трагичен датум, 100 години од Букурешкиот мировен договор. Ние ако би требало години, да го славиме, би требало да сите го одбележиме, да го одбележиме, сите облечени во црно да застанеме една минута. Да не види цел свет. До година во Република Македонија веќе сме во договори со поголемиот дел од македонските историчари, веројатно и со МАНУ, ќе се организира една заедничка научна конференција меѓународна на која што претпоставувам ќе поканиме учесници историчари од балканските држави. Ова ќе биде прв пат. Па прв пат, затоа што видите, тоа е еден момент кој што не смее да се пропушти да се одбележи. Не смее да се пропушти и тоа што ќе биде зборувано на таа меѓународна конференција, јас инсистирам и од сега се надевам дека ќе биде објавено како трудови не само на македонски јазик, туку и на во еден зборник на англиски или на некои други светски јазици, да ја види целиот свет македонската трагична вистина. Но видите, од друга страна, Букурешкиот мировен договор, како трагичен дел од македонската историја, ние сега не смееме да го користиме како некаков повик за некаков реваншизам. Не. Ама ние треба да излеземе од прангите на тој. Ние треба многу мудро да го искористиме тоа. Како мислите тоа? Видите, бидејќи тоа е еден момент кој што ни дава
подкрепа за одредени наши активности и барања кои што можеме сега да ги превземаме, особено кога е во прашање ова долготрајна битка во спорот со Грција за македонското уставно име. Тоа можеме убаво да го искористиме Како согледувате? Интересно ми е овој аспект. Видете, значи тоа што како историска неправда било нанесено врз македонскиот народ да не се заборави и повеќе да не се повтори денес. Апсолутно. Има една работа. Почитуваниот Ванче Стојчев кога беше тука го прашав бидејќи вика ми раскажуваше за Букурешкиот договор, за вика сите документи поврзани со Букурешкиот договор, па и неговата верификација на Версајскиот Версајската мировна конференција 6 години подоцна. 6 години подоцна кога е потврден Букурешкиот договор, значи тој е валиден. Тој имаше една доста навалница од прашања во меѓувреме помеѓу две негови гостувања во кое македонските граѓани изразуваа сомневање дека тој документ не валиден, не важи и така натаму сите тие. Но Ванче Стојчев беше доциден, вика, значи меѓународната заедница го има верификувано тој документ. Втора работа, он беше убеден дека ги видел сите документи, сите списи и акти. Има сега една, ја не знам дали да го наречам како теорија на заговор, урбана легенда или легенда, вистина, полувистина, на вистина не знам и се оградувам од било која квалификација. Дека во договорот стоел некаков анекс, дека ако македонската држава и се формира и обстане 100 години, дека, не знам, после 100 години Букурешкиот договор едноставно нема да важи и дека 2013 му престанува важењето. Дали постои такво нешто да еднаш за секогаш, бидејќи знаат во емисија некакви такви расправи, претпоставувам дека и луѓе чувствуваат фрустрација, не сме признати, не притискаат и така натаму, па можеби се изродува една таква желба или таква, но колку има вистина и факти во овие размислувања и овие теории кои се меѓу народот? Како историчар, најодговорно ви тврдам дека таков таен анекс за кој што се зборува не постои. Или ако постои, на нас, македонските историчари, тој не ни е предочен. Инаку, кој не би го објавил ако постои таков анекс? Затоа и од вашата емисија ја повикувам македонската јавност да не настапува со такви претерани емоции кога се во прашање ваквите тврдења, затоа што тоа може многу да ни наштети сега кога сме во чувствителна фаза, овие преговори со името, под будното око на меѓународната јавност сме, знаете, што се чекаат тие да направиме па да се изроди некоја работа. Значи, најодговорно ви тврдам, со своји очи сум го видел оригиналниот Букурешки мировен договор на француски јазик. Тој претходно беше и донесен овде. Јас при едно од истражувањата сега со некои мои колеги историчари го искенирав и го донесов и тој е изложен во Музеот на македонската борба за државност и самостојност, односно музеј на ВМРО и музеј на жртвите од комунистичкиот режим. Значи тој има многу штури информации од тоа што го имаме. Јавноста. Апсолутно. Внатре нема ниту М од Македонија. Значи, внимавале овие балкански држави кои што учествувале при неговата ратификација, односно верификација и потоа ратификација во нивните парламенти, затоа што тоа е правната процедура, Македонија да не се употребува. Тој договор е на неколку десетина страници и тоа е договор помеѓу Бугарија како поразена држава во Втората балканска војна со сите сојузници кои што војувале против неа. Поединечни договори на Бугарија со Романија, Бугарија со Грција, Бугарија со Србија, Бугарија со Црна Гора. Значи, внатре единствено на неговите страници има клаузули кои што содржат линии на разграничување помеѓу Бугарија и помеѓу овие балкански држави со кои што таа го ратификувала, односно го склучила Букурешкиот мировен договор. И таму има од кота таа и таа до тој врв влегува на таа и таа територија. И колку репарации Бугарија како поразена држава треба да им плати на балканските држави кои што сега се сојузиле против неа. Значи, до вчерашните сојузници
кои што заедно се бореа во првата Балканска војна против Отоманската Јасно. империја, сега сите заедно против Бугарија. Ме Значи интересира. во тоа е договорот. Немаме никакви тајни анекси. Единствено кога сме кај тоа, се извинувам што ќе ве прекинам, можам да ви кажам дека во предвечерието на првата Балканска војна имаме еден договор помеѓу Бугарија и Србија, кој што меѓу другото имал еден анекс што предвидувал дека доколку не се даде автономија на Македонија во границите кои што ги знаеме, етногеографските граници, под патронажа на рускиот цар, во тој случај Македонија се делела помеѓу Бугарија и Србија во линии на разграничување што тие се ги пропишале. А тоа е договор само помеѓу Македонија само помеѓу Бугарија и Србија. Бугарија и Србија. Пред почетокот на првата Балканска војна. Дали- Само таму имаме таков дел. Кој сега очигледно тоа е тоа што се налепува дека е налепено на Букурешкиот договор. Што мислите, дали така е настаната таа конфузија? Бидејќи ова е една општ Веројатно. тренд меѓу Не- народов. Знам дека тоа Тој многу документ расширено. дали има некаков свој назив, не знам. Овој сега последниот што го кажавме. Овој Има последниот. анекс на договорот за пријателство помеѓу Бугарија и Србија и тој е објавен, преведен и на македонски и јасно стои таму дека Бугарија и Србија во навечерието на првата Балканска војна се договориле да имаат така наречени спорни и неспорни зони. Неспорни зони биле за Србија северозападно од Шарпланина, што значи делот од Косово, сегашно Косово и Санџак, кои што тогаш Јасно. биле под турска власт. За Бугарија неспорна зона била источно од реката Струма, односно Места. А спорната зона била таа во средина, односно етногеографската територија на Македонија. За неа, доколку, така стои во еден од членовите, доколку оваа територија не добија автономија, во тој случај и оваа територија се дели помеѓу двете држави. И тука си пропишале линии на разграничување. Ме интересира сега од меѓународно право. Овој документ, Букурешки договор, дали и покрај неговото постоење ние успеавме да формираме држава? Што значи самиот документ во ниеден сегмент не забранува на оваа територија да се формира македонска држава. Тоа не е третирано никаде. И Не е тоа нема да го третирано најдете никаде. никаде. Тоа нема да го најдете никаде. Па какви се тогаш последиците од тој договор што е се уште на сила? Видете, последиците се демографски, политички, економски. Зошто? За секоја по нешто ќе ви кажам. Економски зошто? Македонија до Букурешкиот мировен договор и до Балканските војни си функционирала како единствена економска целина. Што значи дека некој македонски селанец од пример од Кратово или од Кратовско од некој села, ако произведе нешто, може слободно да го пласира на пазар во Кавала, во Солун како главно пристаниште тогаш. Македонските сточари можеле своите стада во текот на зимските месеци од македонските планини во Западна Македонија да ги носат во Егејска Македонија, каде што имате поблага клима. Што значи дека Македонија си функционирала како единствена економска целина. Занајчиството и трговијата пред крајот на отоманското владење во Македонија биле на едно многу високо ниво. Апсолутно. Треба Значи, да се знае дека во рамките во на Турската Македонија, така е. империја индустриализацијата е меѓу првите на Балканот, Се уште може електрификацијата. Занајчиство имате развиено, Занајчиство. трговија, панаѓури кои што се Кога организираат зборам во Македонија. индустриализација, зберам За тогашна смисла четоци. збора, во тогашна во тогашна смисла. немаме Некако ние сега. како Западна Европа и далеку од тоа, но сепак споредено со балканските. Да. Првата електрификација ние што имаме во Македонија се случува Да. во рамките на Отоманската империја. Да. Апсолутно Железнички тоа се пруги факти. веќе Железничките обиди пруги. за правење на да се поврзи таа комуникација по Вардарско-Моравската долина со Солунското пристаниште. Кои се демографските, само да ги Да, кажам, уште тоа. демографските. Со промената на власта во Македонија започнува етничко чистење на македонците, особено во егејскиот дел на Македонија под грчка власт. Преименување, менување на Апсолутно. презимењата, Тоа е со закон. побугарчување, посрбување, погрчување. Значи тоа се демографски последици. Особено тие се еклатантни за егејскиот дел на Македонија под грчка власт. Таму грчката држава од 1913 година до 1923 година успеала да ја промени демографската слика. Македонците од прв Па доминантен дури и етнички елемент топонимите да ги изменуваат. Со закон. Американците пред Со 10 закон. години реагира да не се менуваат Тоа е топонимите со закон на 1926 година. Е донесен е закон со кој што македонските називи се менуваат со грчки. И така Костур стана Касторија, Лерин стана Флорина, Воден стана Одеса. Македонските села добија грчки називи и ден денеска. така.
Понатаму се склучува договори меѓународни, за прв пат тоа беа правени меѓународни преседани за тие временски устави. Само како пример ќе го споменам договорот за така наречениот договор за доброволна во наводници размена на население помеѓу Бугарија и Грција. Околу 50-60 македонци од Егејска Македонија беа иселени во Бугарија и Бугарија си ги припиша дека тие се бугари. Исто така 1923 година. Грција ги носеше од Мала Азија, ги враќаше. Токму тоа сакав да го кажам. Тоа е најголемата размена на население што може би се случила во посовремената историја. Значи, од територијата на Мала Азија, грчката држава во договор со Турција само во егејскиот дел на Македонија насели околу 620.000 колонисти. Знаете ли колкава е таа бројка? Тоа е една демографска бомба. И македонците од доминантен етнички елемент станаа втори по бројност, иако повторно ја зачуваа својата компактност во Леринско, Воденско, Енидже, Вардарско, Костурско и така натаму. И покрај сите овие демографски крупни промени. Исто така и Србија се обиде во рамките на низината политика кон Македонија или како што тие ја нарекуваа Јужна Србија да донесе колонистичко население во периодот меѓу двете светски војни. Но тука, за волја на вистината, мора да се каже дека таа колонистичка политика доживеа крах, за разлика од успехот на грчката колонистичка политика во Егејска Македонија. Сакам да ве прашам ова. Дали нешто ќе промени 100 годишнината од донесувањето на Букурешкиот договор? Дали тој договор е функционален? Дали е тој едноставно паѓа? Дали нешто ќе се промени правно или во перцепцијата? Или сето тоа е веќе некој малце поинакви гледања. Ме интересира што со 100 годишнината, дали ќе има некои значајни тектонски, политички, правни промени тој договор. Дали тој договор, Ванче Стојчев велеше, договор таков подпишан нема рок на траење. Иако македонците често пати сакаат да кажат 100 години му трае, па му истекува и така натаму и после тоа ние можеме да се обединиме. Што е малце на романтичарско гледање. Вака, тој договор нема рок на важност. Сето тоа се шпекулации, овие работи кои што вие ги наведовте. Никакви правни последици ќе нема до година. Никакви правни последици. Единствено што треба ние да направиме до година е да видиме што е можно повеќе гласни, но не гласни со викање, туку да си ги презентираме историските факти пред меѓународната јавност. Што е можно потранспарентно. Дека на Македонија и се нанесени историски неправди. Дека тие историски неправди во името на тој фамозен и трагичен Букурешки мировен договор не смеат никогаш да се повторат во Македонија. Тоа да ни биде како аргумент зошто да влеземе во европското семејство на народите. Има ли шанса да се смени перцепцијата токму на тие подписници? Не зборам на Бугарија, Србија и Македонија, ова и Грција, туку на Франција, на Велика Британија, на европските земји кои беа патрони на тој договор и така натаму. Французите очигледно со својата политика и од апсолутно максимална поддршка им даваат на грците, игнорирајќи ги сите наши реални, морални, етички, политички, етнички прашања кои ги бараме и поставуваме како држава и така натаму. Видете, тоа се традиционални сојузништва кои што имаат корени назад во историјата. Мислам дека тие историски корени на тие сојузништва тешко ќе се променат денеска. Тешко. Затоа што тие сфери на влијанија кои што дел од големите светски сили ги имаат на овие простори, тешко се променуваат. Обично такви тектонски пореметувања во геополитиката се случуваат по 50-60 години, можеби и повеќе. Затоа сум скептичен како историчар, како интелектуалец, знаејќи ја историската позадина на сето ова, дека може да дојдат некои нови ветришта од овие држави кои што вие ги наведовте. Искрено сметам дека во една ваква констелација на односите, ако можам да си дозволам коментар како историчар, можеме да имаме само во Соединетите Американски држави во овој момент. Искрено мислам дека САД ни се еден од подржувачите, лобистите и дека мораме тоа да бидеме умешни и да го искористиме. Навистина го мислите? Тоа е моје мислење. Так. Може да е субјективно, може да не е, но сметам дека во овој момент Соединетите Американски држави и од европските држави можеби Германија.
после делото на Ханс Лотар Штепан, би се согласил со вас. Не зборуваме за политики на државите, не за поединци и интелектуалци. Интелектуалци секаде ќе најдете кои не поддржуваат. Вие замислете во периодот меѓу двете светски војни, во Лондон имаше така наречен Балкански комитет, составен од врвни англиски интелектуалци кои што го поддржуваа правилното решавање на македонското прашање. Но дали тоа помогна така да се реши? Не. Апсолутно, бидејќи не знам, и историски србите многу пати го јаделе стапот подпирајќи се на руската пансловенска братство, беа предадени од одредени и така натаму. Политиката е многу сложена работа. Ви историчарите мора да ја согледувате од некоја дистанца, особено временската дистанца е доста важна. Но не знам, со американците ја исто се сметам за себе за еден проамерикански длабоко, затоа што тоа уредување мене цивилизацијски и така натаму тежнам кон такво нешто, дека би требало цивилизацијата да тежне со сите мани и доблести. Е земја со најголем потенцијал и на демократија, без оглед на се, со сите мани зборам. Но после некои потези, за време на конфликтот, отворено застанување на страна на терористичките групи, територијалната поделба на Македонија, како и стапите на некои амбасадори овдека во земја, кои отворено застана во некои тенденции кои се спротивни на суштината на македонскиот народ, малку имам сомнеш, искрено да ви кажам, но ова е работа во движење за која би дебатирам. Да идеме на вашиот терен, простете ми сега што го искористив. Направивме мала дигресија. Да, секако, но ме интересира уште малку, ние зафативме Втората светска војна. Револуционерната борба, ВМРО, внатрешната македонска револуционерна организација и покрај се таа продолжува да делува. Делува 20-тите, делува 30-тите, делува и во Втората светска војна. Мислам дека и сами ми спомнавте и пред емисијава, рековте дека многу од македонските партизански одреди ги носеле четите на македонските револуционери. Имињата, да. Имињата. Видете, организацијата и сите овие македонски организации со префикс ВМРО, имаме од левицата, од десницата, други македонски револуционерни организации, формално правно, со закон биле забранети и распуштени во Бугарија во 1934 година. Од тој момент имаме македонски организации во македонското револуционерно движење кои што действувале во другите делови на Македонија, но зошто е континуитет тоа што вие го кажавте? Во Втората светска војна организираното македонско народно ослободително движење, кое што е предводено од тогашната политичка сила Комунистичка партија, иако таа е подоцна формирана во Македонија дури во 1943 година, до тогаш имаме покрајински комитет, воглавном во континуитетот на борбата се повикуваат на Илинденската ВМРО и традициите и идеалите на внатрешната македонска револуционерна организација. Како се повикуваат врз некои документи ова? Во повици за востание, во апели, во манифести, секаде кога се прави континуитет се барем во неколку од тие документи се споменува постоењето на внатрешната македонска револуционерна организација и сите нејзини основачи, Гоце Делчев, идеолозите, Ѓорче Петров, дури и имињата на партизанските одреди кои што се формираат во Македонија носат имиња на македонски револуционери од ВМРО. Значи во Западна Македонија имате одред Јане Сандански, имате одред Питу Гули, одред Даме Груев, одред Димитар Влахов. Тоа не случајно било правено така. А тие биле веќе легенди апсолутно и меѓу народот. Кај македонскиот народ во едни такви услови на нова окупација на Македонија и нова поделба, само споменувањето на македонските револуционери можело да биде магнет за вклучување на македонците повторно во редовите на народно-ослободителното движење. Името Југославија до 1943 година само срамежливо се споменувало затоа што македонците тоа го утврдиле и инструкторите на Комунистичката партија на Југославија кои што доаѓале овде на теренот во Македонија. Тие самите велат во извештаите до Централниот комитет на КПИУ. Самото споменување на името на Југославија побудува револт затоа што македонците името Југославија го поистоветуваат со великосрпската хегемонија и власт во Македонија. И затоа се избегнувало споменувањето на името Југославија. Значи имаме маглива представа се уште до 1943 година за тоа како ќе биде решено македонското прашање. Дури на
на првото заседание на АСНОМ Панко Брашнаров, како еден од старите македонски револуционерни кадри, кога го отворил заседанието, зборувал за создавање на македонска држава во етногеографските граници. Од реката Бистрица на југ, како што вели тој, до Шар планина, па до реката Струма. Значи, тоа е територијата која што македонскиот народ си ја доживувал како своја, како етничка, природна територија. Никој не зборувал за Југославија. Ако се предвидувало некакво федерирање или конфедерирање во некоја поголема државна творба, тоа било второстепено. Прво било важно да се создаде македонска држава. Тоа го очекувал и самиот председател на президиумот на АСНО Методија Андонов Ченто. Значи, во таа 1944 година вие имате судир на две генерации во македонското револуционерно движење. Онаа старата или инденската, задоена со идеалите на ВМРО, и една нова генерација која што била израсната во поинакви услови и била пројугословенски ориентирана. Победила оваа втората. Фактички и се некако на четворка завршуваат тие трагични датуми. 1944 година, иако добивме држава, во рамките на Југословенската федерација ја извојувавме таа држава. Никој не ни ја подари на чинија таа држава. Не дојдоа сили, не дојдоа никакви партизански сили од север и така натаму и така натаму. Македонците сами си извојуваа победата во Втората светска војна против окупаторот. А тука беа италијанците, беа бугарите, беа германците. Погледнете ги историските факти. Ниту еднаш врховниот штаб на Народно-ослободителната војска на Југославија не дојде во Македонија да разгорува востание како што беше во другите делови. Кога почна македонскиот екзодус од егејскиот дел на Македонија, македонците кои прогонувани, наставно беше забрането било какво мешање и да им се помогне на тој народ. Видете, јавно да, но тајно поради тоа што тогашното југословенско раководство беше свесно дека во Македонија како федерална единица постојат многу емоции, набои, роднини врски, тајно се подпомагаа македонските партизани во Демократската армија на Грција, но се до резолуцијата на Информбирото во 1948 година, кога Југославија се најде во една незавидна меѓународна позиција, затоа што дури и во позиција на граѓанска војна, грчките комунисти се изјаснија против Југославија. Значи си го сечеа дрвото на кое што седеа. Единствена воена економска помош било каква доаѓаше од тогашна Југославија. Значи тоа е исто така едно многу комплексно прашање, но потоа веќе границите се затворија и кога започна тој организираниот екзодус и завршните операции од граѓанската војна во Грција, голем дел од македонските партизани заедно со грчките партизани преминаа на територијата на Албанија и оттаму потоа со советски бродови голем дел од нив беа однесени во поранешниот Советски сојуз, но мислам дека тоа е веќе едно друго прашање. Секако. Значи, можеме да се согласиме дека апсолутна е оправданоста на еден ваков празник да го прославуваме, да се подсетуваме, да разговараме, да се изнесуваат овие историски факти, за да народот биде подобро запознаен. Затоа што, нели, во минатиот систем се извеличаа битките на комунистичката народно-ослободителна војна и она што одговараше на тогашната комунистичка власт. Сепак заслужено и тие партизани и комунисти кои беа сета должна почити за нив, затоа што и многумина од нив и го положија животот за слободна Македонија, без оглед на идеолошката нивна обојност или светогледот дека Македонија треба да биде дел од Југославија. Но во суштина празникот, овој празник, формирањето на внатрешната македонска револуционерна организација е нешто што би требало да биде празник за секој македонец без двојба, да нема во главата двојба дека ова треба да го прославува. За крај, бидејќи како историчар и она што вие сте стручен, му дадовте еден пиетет на денов, крајов на денов, на луѓето кои повеќе или помалку знаат од област она што современата историја и наука го има осознаено. Се надевам дека и понатаму ова е сигурно процес, предпоставам дека има тука работа и тоа многу, и пак ќе се видиме во некоја, па можеби дебатна со некој ваш колега. Но ме интересира една работа. Знаете, вака историски која ги дадовте последниве 100 години на тие поделби, на таа левица и десница и таа непомирливост и така натаму, и согледувајќи ја и денеска баш на овој ден
една коалиција која се формираше од луѓе кои не би имале никаков проблем да го сменат идентитетот на овој народ поточно, да го променат името, а со тој идентитетот на овој народ, иако тврдат дека нели промената на името. Иако не е ваша област, ме интересира ваше лично мислење, можете да одговорите, можете, ако не, каков е вашиот став воопшто во врска со барањата на некој, особено од опозицијата, за промената на името, затоа што тоа ќе ни донесе голем бенефит да влеземе во НАТО и во ЕУ како единствено решение за конечно решавање на сите проблеми на Македонија од сите карактери. Јас од принцип секогаш до сега сум се придржувал до тоа, изјави на македонски политичари воопшто не ги коментирам и ова не е изјава, ова е добро. Тогаш ве прашувам тоа. Да, тогаш ве прашувам еве ставот за можам да го кажам мојот името. став. Можам да го кажам мојот став. Јас многу пати во сите медиуми каде што сум бил поканет, а и во писмена форма многу пати сум го истакнувал тоа, дека околу македонскиот национален идентитет не треба да има никаква двојба и дека тоа е еден историски факт кој што никој не може да го побие во свет. Тоа го докажала науката, тоа го докажала и македонската историографија и голем број на светски историографии кои што претендираат да бидат објективни. Затоа, лично сметам, како историчар, и како интелектуалец, дека не треба воопшто да го промениме нашето уставно име Република Македонија. Тоа име го гарантира нашиот македонски национален идентитет, македонските корени и македонскиот опстој. Тоа јасно и гласно го изјавувам и цврсто стојам за тоа. Значи, не треба да има никаков компромис кога е тоа во прашање, без разлика кој е на власт, која политичка гарнитура е на власт, какви ставови имаат одредени политичари. Видете, грчката историографија со децении гради ставови по однос на македонското прашање кои што не ги променила ниту за една запирка, ниту за една точка, ниту за една буква. Тие внимателно го следат секој наш потек. Јас неколку пати се уверив во дебатни емисии со грчки интелектуалци, со грчки историчари, од кои што поголем дел се дел од тимот на фамозниот Кофос, кој што ја крои националната стратегија во поглед на македонското прашање. Што е Кофос? Кофос е еден грчки интелектуалец, тој мислам дека Ја мислев за организација се работи, Кофос, за некаков институт. не, Кофос кој што знаете дека е алфа и омега во поглед на македонското прашање во Република Грција. Што е он, историчар? Па тој е историчар, да, Така. грчки интелектуалец кој што има собрано околу себе еден поголем тим на интелектуалци, пред се историчари, и кој што редовно излегува со своји ставови во поглед на македонското прашање. И он ја креира грчката надворешна политика. Апсолутно, кога е во прашање македонското прашање. Видете, зошто ми беше поентата околу ова. Луѓето од неговиот тим, со кои што разговарав јавно во дебатни емисии овде во Република Македонија, Така. отворено изјавуваат дека името на државата не е пречка, туку дека е спорен македонскиот национален идентитет. Јасно и гласно го кажаа во дебатни емисии во Република Македонија. А едноставно со промената на името они се надеваат да се промени идентитетот на тоа, затоа што ако ние станеме Северна Македонија, овде македонци ќе нема, ќе има Северно Македонција, а тоа е сосема нов етнитет кој ќе нема никаков корен со нашите предци. Видете, ако се сеќавате на последниот пакет на Метју Нимиц 2008 година, Така. таму не стоеше само решавање на проблемот со уставното име. Точките, дневник Имаше што ги цел- објави на насловна страна. Тоа е јавен документ. Апсолутно. Има цел сет на идеи, од кои што една е националниот идентитет, формирање на разноразни комисии кои што треба, замислете, да дебатираат за проблеми од историјата помеѓу двата народи. Значи, тие комисии треба да седнат и да дебатираат за некакви отстапки во историјата. И имаше и други точки. Компромис во историјата. Тоа мислам дека вас како научник тоа ви е непоимливо. Бидејќи историјата или е факт, не можеме да се пазариме за историја. Па видите, професоре. јас отворено му го кажав на еден од колегите од Грција, тој беше новинар во една дебатна емисија на една македонска телевизија, бидејќи сте толку силни со историските аргументи, предлагам да седнеме на маса на отворена трибина, македонски и грчки историчари, да ги извадиме аргументите и фактите на маса и да видиме чии факти и аргументи држат тежина, па потоа да најдеме решение за името.
И тој нормално дека не се согласи. Не се согласи. Вие му напишавте и на грчкиот председател Папулја се едно писмо летово, во јули месец. Што беше содржината на тоа писмо и што ве поттикна тоа да го направите? Па видите, поттик за тоа ми представуваше една изјава на грчкиот претседател во која што ми се чини дека пред летните одмори изјави дека македонскиот национален идентитет е една вештачка форма, дека името Македонија има грчки корени. Јас на неколку страници, аргументирано со историски факти, го запрашав за одредени работи, му предочив одредени историски факти, без да навлегувам назад во антиката, туку само задржувајќи се на современата историја од почетокот на 20 век па до денес. Значи, таму беа срочени голем број на факти за овие размени на население, факти кои што јасно укажуваат дека македонскиот национален идентитет е историски факт и дека не е измислица, дека македонизмот не е вештачка творба, дека сето тоа си има своји корени и мислам дека тоа повеќе имаше, моје обраќање имаше и символично значење за да поттикне едно поинакво размислување на интелектуалната јавност овде во Македонија. Јас и друг пат... Какви беа реакциите? Имавте ли реакции на што велите да поттикнам размислување на Мислам од тоа што го видов, иако не сакам многу да навлегувам на овие веб порталите што се објавуваат, беше пренесено и од страна на различни грчки веб портали и тоа дословно на англиски јазик преведено. Мислам дека писмото и лично му е предочено и преведено на врз основа на тоа што го видов од овие портали дека е предочено до грчкиот претседател, но одговор немам. Одгласот во македонската јавност е воглавно позитивен, но сакав да кажам мала дигресија дека не е тоа моје прво обраќање. Јас и друг пат си имам обратено во име на едно здружение на наставници по историја, бевме повеќе луѓе кои што го потпишавме тоа и вие во една ваша емисија го прочитавте целото писмо кое што слично беше срочено на ова и беше упатено на англиски и на сите други светски јазици до сите релевантни амбасади на големите светски сили во Република Македонија, со иста содржина во одбрана на македонскиот национален идентитет и во одбрана на македонските државни интереси. Секогаш како интелектуалец се обидувам колку што е можно да настапувам афирмативно кога е во прашање одбраната на македонските национални интереси. Лично сам тоа го сметам за свој долг како интелектуалец, како професор и како историчар, затоа што навистина овие се критични и чувствителни времиња кои што многу можат да значат за нашата иднина. Не смееме да стоиме пасивни во сета оваа работа, затоа што времето гази се пред себе и ако еден ден се свртиме, можат да бидат направени сериозни грешки и затоа сметам дека треба да се реагира. Што почесто, што погласно да се лобира, да се користат лични врски во светот, кај балканските држави, да се предочи македонската вистина. Никој нема да ја разбере ако вие не им ја предочите. Да се искористат сите можни лоби врски кога е во прашање правилното решавање на македонското прашање и одбраната на уставното име. Фала Богу, нели што живееме во едно време каде што не мораме да земеме пушка во рака и да идеме. И оваа генерација има свое задолжение за борба за оваа земја, но малку поинаква. Професоре, ви благодарам за вашето гостување во емисијава. Ви благодарам и на вас за поканата. Почитувани гледачи, тоа беше професорот Никола Жежов, историчар, со кој вечер вам му дадовме еден пиетет токму на овој празник. Ја ви благодарам за вашето внимание. Би ви информирал само дека емисијата Јади Бурек на Сител 3 нема репризи, но гостувањето на професорот ќе биде репризирано во некој од наредните изданија, а за тоа ќе бидете накнадно информирани. Како што знаете, емисијата Јади Бурек оди секој ден од понеделник до петок. Утре вечер ќе се слушнеме, а во меѓувреме и ќе видиме, бидејќи ќе има голем интерес, секако да се постави и на YouTube емисијава, а и да биде репризирана, зашто ќе бидете информирани. Ви благодарам за вашето внимание, ви посакувам лека и пријатна ноќ.